Добро вечер на сите. Јас ова вечер имам чест и прилика, слава на Бога, да ја започнам со една кратка порака до црквата, па ќе продолжиме понатаму. Му се обраќам на секој овде што седите овде, да знаете дека никој, ама баш никој, не може да ви застане на патот да имате личен однос со Господ. Значи, вие лично да имате личен однос со Господ, ниту пак не смее било кој друг човек, дружејки се со него или општејки со него, да ви биде замена за потребниот личен однос со Господ. Карактеристиките на верникот, христијанин, во основа се две, а тоа е дека тој треба да има лично време и однос со Бога, значи индивидуално општење со Бога и колективно општење со Бога, односно преку црквата. Заедно со сите останати верници, преку помазанието што се излева преку Светиот Дух. Значи тоа се две основни карактеристики, неприкосновени права на секој верник, но и задолженија кои што треба да ги има во односот, во личниот однос кон Бога како верник и како христијанин. Значи нема замена и не може некој да ве спречи, па ниту пастор, служител, епископ или апостол или не знам каков и да е друг човек. Во ред, од кога знаеме за оваа црква, од кога сте дојдени овде, знаете дека постојано нашиот епископ ве поттикнува, сите нас не поттикнува, освен тоа што ги имаме овие релации со Бог, да имаме и меѓусебна заедничка релација меѓу браќата и сестрите, да се дружиме, да имаме гостолюбие, да си одиме по дома, на кафе средби да се среќаваме и така натаму. Значи имаме можност да се дружиме и тоа знаете дека кажано е во оваа црква дека треба да биде под благослов и со насока од страна на служителите. Некогаш во минатото ова не се разбираше од верниците, не го разбира во целата полнота, бидејќи не беше можеби да објаснето, ама еве сега како на деца што се вика, како со млеко, да објасниме зошто тоа е потребно. Тоа е потребно затоа што сите луѓе во главном што сте овде, верници, сите сте во принцип добри луѓе. Зошто? Затоа што сте го примиле добриот во вас и ја имате таа добрина Христова во вас, имате добри намери, сакате да се дружите и така натаму. Меѓутоа, некогаш некои луѓе, без разлика дали се зрели верници, постари верници, помлади верници, некогаш тие во себе имаат некои, да кажеме, проблеми внатрешни или амбиции некакви, или сакат да изнесат нешто свое и ние не сме сигурни во кој момент можеме да бидеме нападнати не од било кој, туку баш од нашите, од блиските. Нападнати во смисла да ни се одземе радоста, мирот, правиот пат, да бидеме заблудени, збунети и така натаму, и затоа сме биле сведоци во минатото дека се случувало кога сте имале такви средби, меѓутоа секогаш се случувало кога не сте имале благослов, кога не сте побарале благослов. До сега имаме искуство каде што, да кажеме лоши искуства, кога само не информирате и викате, јас ќе се видам со Благица. Јас што да ти кажам овде? Кој сум ја да те спречам да се видиш ти со Благица? Толку си ми рекол, толку ти одговарам, види се со Благица. Меѓутоа, едно е да кажеш, сакам да се видам со нејзе, ништо лично, нормално дека ми е тука пред очи, а друго е да кажеш, пасторе, служителе, јас имам на срце да се дружам со таа сестра и треба помош, или мене ми треба помош. Имам на срце дека имаме заеднички работи да ги споделиме. Значи да ја видиме духовната цел. Која е таа духовна врска што е потребна да биде благословена и да даде плод. И ти, како верник, треба да разговараш со служителот. Главном, во последниот период се случува да верниците само информираат, например кажат, сакам да ќе се видам со тој и со ној. Или чисто да си во тек. Ти кажувам чисто да бидеш во тек. Или, важи ли тоа уште што требаше да се информира? Ми дојдоа луѓето, ама еве чисто важи, не важи да ти кажам, еве седиме, више на маса сме.
И сега ние што да кажеме? Или ќе каже, знам дека требаше да информираме, ама еве луѓето дојдоа, еве сега информирам и така натаму. Вие со тоа не повредувате нас како служители и така натаму, или нешто на нас круната нема да ни падне со тоа што ние знаеме или не знаеме. Меѓутоа, отпосле, кога работите не се случуваат под благослов, се случуваат проблеми за кои што бевме сведоци многу во минатото. Последниот пат објавата ја знаете на нашиот епископ што беше на Facebook, каде што беа посочени одредени работи, беа дури повикани одредени верници конкретно да бидат преиспитани, иако тоа секој треба да се преиспита, за да не правиме потреси во црквата, затоа што не сме во тоа повикани. Секој човек што седи овде, верувам дека сака да му служи на Господ. Сакате ли да му служите на Господ? Ако сакате да му служите на Господ, верувајте дека морате да го поминете патот на пустината. А односно тоа е патот што го помина и Исус. Што ни покаже како треба да биде, односно што направи тој. Сакав да кажам, на тој пат ние треба да покажеме љубов кон Бога и кон црквата. Да ја покажеме таа љубов кон Бога. Како ќе ја покажеме таа љубов? Кога ќе го слушаме Божиот глас. Сега, кога ќе го слушаш ти Божиот глас, Господ ти дава точни насоки што треба да кажеш, што да направиш, како да се однесуваш. Значи, ја имаш таа релација со Бога, како што зборевме првите две точки. Доколку на тој пат во пустината, сакајќи да станеш слуга Божи, приклучиш други ментори, луѓе кои што може би седат овде, а не се ниту помазани да бидат служители, или луѓе кои што се проповедници, што се надвор од црквата, или се во други цркви и така натаму, а седиш овде, изразуваш овде припадност, тоа значи дека во тебе настанува едно мешание. Односно, наместо да го слушаш Божиот глас, во кој што си повикан да израснеш, ти го слушаш гласот на некој си ментор, под наводници, кој што нити е ментор, нити е помазан и уште повеќе ако ти е речено дека е така и не слушаш, на крајот е твој изборот. Така што на крајот сето тоа завршува со последици, а последиците се знаете. Ако важеа истите за Адам и Ева кога не го послушаа Господ и беа избркани од Божиото присуство и што друго и нападнати од ѓаволот, истото важи за сите нас денеска. Тоа е принципот. Или си покорен, или си бунтовен. Тоа значи дека сето ова што го кажувам не треба во вас, во тие што се пронаоѓате во овие зборови, да предизвика уште поголема горчина, револт, самообвинување или обвинување кон служителите. Туку се надевам дека од сето ова ќе произлезе една поука каде што ќе победи Христос во вас, љубовта Божја во вас, а не непријателот и тоа што сака да ве оттргне и да ве направи да се чувствувате да бидете недостојни и така натаму. Сакам да ве прашам неколку прашања. Дали сме свесни дека сме победници? Дали сте свесни дека сме царско свештенство? Дека сме благословени? И јас благодарам. За жал, христијаните многу често не се свесни за тоа. Многу често луѓето во тугите очи се доживеани како да се за греота, како да се за жалење, и тоа предизвикува сочувство кон нив. За жал, некогаш тоа е свесно, меѓутоа некогаш тоа и е несвесно. Тоа е еден вид на манипулација која што тера човекот да биде доживеан дека е за сожалување. Зошто го зборувам ова? Кога ние сме ново создание во Христа, нели старото помина и се стана ново? Амин? Сите го знаеме тој стих, така? Зошто тогаш кога сме поверувале и сме спасени по милоста Божја, треба да живееме живот во изобилие, да имаме обновен ум, нели е контрадикторно да се однесуваме како да сме за жалење или за греот? Исто така е проблем да се однесуваме како да немаме, дека само толку можеме
дека сме ограничени. Но Бог нас се нима дадено, дури и да веруваме. Што е верата? Знаете сите. Тврда увереност на оно што него гледаме, како да е. Така? Тогаш, така треба и да живееме. Но верата треба да е на дела, а не само на уста. Не да кажуваме да, верувам, а после, ма тоа е, за греота сум, за жалење сум. Затоа и луѓето не треба да ве гледаат со физичките очи и да ве сожалуваат, туку со духовните очи, за да можат да разликуваат и за да можат да ве доживеат поинаку. Вие сте благословени, секој еден од вас, за да бидете благослов за мнозина. И затоа не треба да се доживувате како да сте кутри. Со тоа, за жал, се отвара можност кон вас да се кажуваат зборови. Јас се извинам што се да дишувам. Ама се клоцаме однатре. Да. Со тоа се отвара можност кон вас, значи да се кажуваат зборови кои ќе бидат за ваш напредок, за иднина и за надеж, а не за ваше назандување. Бидејќи тие зборови и мисли се насочени кон вас, ако се негативни ќе бидат како нафрлено проклетство. А коренот на тоа е што вие би ги предизвикали истите кон вас. Ние имаме можност тоа да го промениме со силата на кажаниот збор, кој наместо клетва, нели ќе биде благослов. Како што пишува нели во Јаков 3 глава 10 стих, од истата уста излегува благослов и проклетство. Тоа не сме, браќа мои, да биде така. Се надевам дека убаво ја примивте пораката која што беше кажана од пастор Јане и од мојата сопруга Милена. Станува збор за што? За тоа што заедништвото во црквата не представува здружение на граѓани или невладина организација, туку представува црква. Така ли е? А во црква не владее демократија, ако не сте знаеле, туку владее хиерархија, теократија. Тоа значи дека ако не трпите авторитет, ќе треба да научите зошто, затоа што кога ќе заминете од овој свет, бидејќи верувате во Христос, ќе бидете во Божјото присуство и ќе разговарате со Господ, но тоа значи дека ќе бидете под негов авторитет во целост. И тоа значи нема да правиш како што сакаш ти, ту како што Бог ти кажува. И затоа сега имаме тренинг. И тоа се учи во црквата, додека духовно зрееме и се екипираме за да бидеме употребени од Божја страна уште додека живееме на земјата, ако ќе заминеме при Бога, веќе да бидеме оспособени да имаме релација со Бога. Така ли е? Молам? Ете така е. Затоа е важно од сега натаму не да не известувате и да не информирате кој со кого како, или ќе одиш во Германија, ми праќаш SMS, ми викаш ќе одам во Германија, благослови ме пасторе. Не чувствувам дека треба можеби да те благословам. Не ми ставаш опција да кажам не. Морам јас по задолжение тоа да го направам. А после ќе заминеш во Германија или каде и да е, и после зошто ми се случуваат лошите работи? Дали разбирате? Вие веќе не сте овци што живеат по свое. Дојди ја на ваму седни. Вие веќе живеете според Божјо водство, кое што го имате лично преку водството од Светиот Дух, но исто така и колективно кое што Господ го прави низ служителите. Дали е тоа јасно? Многу ми е драго кога се разбираме. Многу се разбираме. Ама дали применуваме е друго. Зошто ова јас го зборувам и делува строго? Заради тоа што се злоупотребуваат заедништвата, сме сакале едно и излегло друго. Колку пати ви се случило, ќе кажеш некоја работа, ќе се свати двосмислено, смисла од друга страна некаде ќе се разбере и наместо добро си направи лошо и си викаш, што ми требаш?
Многу пати се наоѓате во ситуација каде што ќе кажете нешто, тоа ќе излезе проблем и после знаете ли проблемот кој го чисти? Епа ние, служителите, односно чистачите. Разбирате? Така да не е фер да се однесуваме како вчера да сме поверувале во Бога и да немаме мерка, да немаме послушност и да не знаеме што е добро, што е лошо. Не е во ред. Ако е така, тогаш да ве третираме како луѓе кои што треба прв степен библиска школа да поминат, за да ги научат основните разлики. Затоа што е вера во Бог, како се живее таа вера во Господ, а што не е. Секој има право на слободна волја и израз, да се разбереме. Но ако вие се собирате со слободната волја за да озборувате, да имате материјален интерес, мене да ме судите или етикети да му ставате на пастор Јане или некои други ситуации, вие тогаш не правите благослов. Не сте ниту во благослов, ниту сте во духовност, вие сте во сатанизам, односно во духот на Антихристос, не во Светиот Дух. И до овде добар беше воведот за таа тема која што мојата сопруга ја започна, а таа тема се вика силата на благословот. Го подготвив ова затоа што е од клучно значење за секој еден од вас, затоа што многу малку се знае за благословот. Пред неколку години јас дел од оваа тема споделував на обуките кои што ги имавме со летните кампови, но многу од вас не знаат, а тие што биле заборавиле. Факт е дека нашите зборови имаат огромно влијание врз самите нас, но и врз луѓето околу нас, и соодветно со изговорените благослови може да се донесе и поттикне надеж, охрабрување и насока како за нашите од тесниот круг, членовите на нашето семејство, така и за пријателите, колегите и така натаму. Преку благословите се овозможува задлабочување на врските, на релациите помеѓу нас, но исто така се овозможува и духовно охрабрување кое што овозможува нели и подлабоко осознавање на тоа што значи да си под помазание или под Божјо водство. Изговорениот благослов е позитивна библиска изјава која што го воспоставува благословот од Бог врз животот на другиот човек. Ќе повторам уште еднаш. Кога ќе кажете благослов, тоа е библиска изјава која што дозволува благословот од Бога да допре и да го влијае животот на оној што го примил благословот. Силата на изговорените благослови не доаѓа од човекот, туку доаѓа од Бога кој што и нас нели не има благословено. Амин. Во Ефесијани 1 глава 3 стих читам: да биде благословен Бог и таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа со секаков духовен благослов во небесните места. Многу убаво апостолот кажува, го благословува Господ, да биде благословен Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови во Христа. Значи, ние сме благословени со што? Со секаков духовен благослов во небесните места. Така да ние имаме и благослови и во небесните места. И ова е многу убаво да се осознава, затоа што не сте вие бедни, вие сте духовно богати, но не само нова постоење, туку и во постоењето кое што следува по Божја милост. Благословот исто така е инструмент за излевање на Божјата љубов. Повторете. Така е. Нашите зборови, вие сте свесни дека има сила да прават добро, да градат или да прават лошо, да наштетат. Да ви раскажам за една приказна за мечката. Си бил еден дрвосечач. Дошло сезоната за грејење и отишол во шумата да сече дрва. Го сретнала мечката и рекла: сега ќе те јадам, нема кај да бегаш, ми ги сечеш дрвата. И овој рекол: леле мечко, јади, не јади, ама с диво ти смрди. Се навредила мечката и му рекла: слушај,
Мавни ме со секирата по глава и бегај, оти ако сум преживеена, ќе те стигнам и ќе ти изедам, еве ти давам шанс. Ја треска он со секирата по глава и да го нема. Заминува, исчезнува. И така таа сезона поминала, дошло друга сезона. Одново оди горе во планината да сече дрва, ете, а мечката се појавува. О, здраво, пријателе. Ти пак дојде? И му рекла, сега дојди ваму, затоа што нема да те пуштам, ама да ти кажам прво. Ја гледаш ли лузната на мојата глава со која што ме удри со секирата? Ја гледам, рекол овој. Ете, ударот од твојата секира ми помина, остана некоја лузна, ама зборовите твои се уште ме болат, затоа ќе те изедам. Интересна приказна, нели? Во Библијата во Изреки 18 глава 23 стих вели смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Значи, тоа што си го кажуваш од твојот јазик, тоа ќе ти биде на трпезата, од тоа ќе се нахраниш. Тоа е принцип, што ќе посееш. Тоа ќе пожнеш, но посејувањето е со устата, со твојот јазик. Во Изреки исто така во 16 глава 24 стих вели љубезните зборови се мед во саки, сладост на душата и лек на коските. А ние тоа народно го препознаваме, добриот збор, железни порти. Така е. Изреки 12 глава 25 стих вели грижата во срцето го притиска човекот, а добриот збор го весели. Нели е така? Зошто е ова важно? Затоа што кога зборуваме за благ слог, односно благослов или благ збор, треба да знаеме дека тоа е библиски и tekako објаснето и имаме одговорност на вистина да го применуваме во нашите релации. Изговорениот благослов прави добро на оние што го примаат, но и на тие кои што го изговараат. Во Новиот Завет зборот благослов е превод од грчкиот збор еулогео. Еулогео. Тоа е превод од грчкиот збор и значи благослов. Ова значи да зборуваш добро, изразувајќи благодарност и предизвикувајќи напредок кај тој кој што го прима благословот. Дали запишавте? Грчкиот збор е еулогео и значи да зборуваш добро, изразувајќи благодарност и предизвикувајќи напредок кај оној кој што го прима благословот. Кога ги благословуваш луѓето, ти ја насочуваш Божјата добрина кон нив. Односно, добрината што доаѓа од Бога, ја насочуваш и даваш правец директно да се насочи кон одреден човек. На тој начин исто така и се застапуваш за нив. Ова е интересно што не сте го знаеле. Во Евреите 4 глава 16 стих вели и така да пристапуваме смело кон престолот на благодата, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Амин? Евреи 4 глава 16 стих. За да се употребува благослово, треба да се практикува библиски концепт на благословување. И еве еден пример, ќе ви прочитам еден стих во Броеви, 6 глава, 24 до 27 стих, вели Господ нека те благослови и нека те чува. Господ нека погледне на тебе со своето светло лице и нека те помилува. Господ нека го сврти својот поглед на тебе и нека ти донесе мир. Така нека го повикуваат моето име над Израелевите синови и јас ќе ги благословувам. Значи, ова е пример за тоа како можете да благословувате друг човек, затоа што ако сакате вие да сте благословени, треба вие прво да настапите така. Дали се разбираме? Сакате да ви е благословен животот, работата,
релациите, почнете да благословувате луѓе. Овие стихови или овој дел кој што ви го прочитав од Броеви покажува пример за Божиот благослов кој што се дава но од страна на свештеник. А бидејќи вие сте спасени во Христос и сте веќе свештенски род, царско свештенство, нели објаснува Новиот Завет, вие имате право и те како тоа да го вршите врз луѓето околу вас и во името на Исуса Христа. Амин. За да се благослови некого, потребно е да имате насока од Бога, односно да сте сензитивни за Светиот Дух, да ви даде Светиот Дух разликување, во смисла не е само клише да кажеш одредени религиозни зборови. Туку треба да имаш насока и водство од Бога. Што му е потребно на тој човек? Во кој аспект ќе го благословам? Каде да му тргне? Ако е општ благослов, окей, општо. Но ние си помагаме кога одиме фокусирано. И затоа Господ не учи да зависиме од Него, да градиме релација од Него и не само за наш личен развој, туку и кога станува збор за потребите на нашите браќа и сестри. Затоа ќе си се молите Бог да ви покаже кој стих или фраза или наречеме парабола, споредба од Библијата е потребна да се сподели, да речеме, со некој брат или сестра кој што го мислиш, ти излегува пред очи или се слушате, имате релација. Кога Бог ќе стави желба во вашето срце да благословите некого, бидете си свесни дека тој има потреби и дека преку вас Бог може да одговори, односно да ги задоволи тие потреби на човекот. Ова е важно, затоа што кога одите со вера пред Божиот престол на благодата, така одите и така се застапувате за човекот, така и се молите. Како што се застапувате за некого пред Господ, така и кога изрекувате директно, благословот за човекот ќе предизвика сила, милост и благослов од Бога за него. Благословот може да е пратен и по порака, односно да биде и во пишана форма, упатен до тој што има потреба. Кога Исус ги учеше учениците како да служат на другите луѓе, им кажа: бесплатно добивте, бесплатно давајте. Тоа е во Матеј 10 глава 8 стих. Застапувањето за другите со изговорени благослови е еден од начините каде што бесплатно им давате на другите во името на Исус. Начинот да се служи на другите не мора да се подразбира служба во црква и да чекате да бидете назначени за таква служба, бидејќи самото изрекување на благослов кон некого во името на Исус е всушност служење. И треба да го применуваме. Сега сакам да се фокусирате максимално. Зошто? Затоа што ако сакате духовно да растете, тоа не се постигнува со позитивни емоции или позитивни мисли. Туку се постигнува со практична вера. Вера што веќе доаѓа од слушање на Божјото Слово. Вистински благослов. Под вистински подразбирам благослов што има сила. Вистински благослов изречен врз некого или нешто е објаснување на начинот на кој што Бог гледа на него или на таа појава. Ова е пророчки увид кој што се однесува на начинот како некој или нешто би требало да биде. Односно, може би не е очигледно, односно го нема во физичката реалност, па затоа ние изрекуваме нешта кои што не се гледаат со голи очи или ги нема во постоење, но ги изрекуваме како да се. Дали разбирате? Пример, ти да речеме немаш работа, но следува благослов, изрекуваш за да биде, за да се оствари како да е. И во Римјани 4 глава 17 стих објаснува:
На тоа се мисли во Светото писмо кога Бог му рече на Авраам: те направив татко на многу народи. Авраам му поверува на Бог, на оној што мртви оживува и со збор го создава тоа што дотогаш не постоело. Ќе повторам уште еднаш. Авраам му поверува на Бог, на оној што мртви оживува и со збор го создава тоа што дотогаш не постоело. Дали се разбираме? Значи, Авраам му поверува на Бог, кој што создаде се. Немаше ништо, но он со зборот изусти како да биде и навистина бидна. Немаше светлина, беше мрак. И духот лепдеше и он тогаш кажа: нека биде светлина и би светлина. Бог не зборуваше за темината, леле колку е долга, колку е широка, колку е тешка. Не влијаеше тоа што он го гледа пред него. Туку она што он го имаше во своето срце го изусти. Верата негова изустена дојде во манифестација да тоа што го нема бидне, се створи. Кога изрекуваме благослов врз некого, ние пророчки изјавуваме со тоа: нека Бог те обезбеди со се што има за тебе. Или нека само Божите замисли за тебе бидат исполнети во твојот живот во името на Исус. Ова лето што помина, го учевме ова за Божите замисли да бидат остварени во името на Исусот и тие се најдобри за секој еден од нас. Амин. Не го задржувам благословот додека луѓето нели да си го заслужат. Разбирате ли? Ајде пак ќе повторам, слушнете внимателно. Не го задржувам благословот, не го премолчувам да почекам додека он да си го заслужи благословот. Свативте? А често пати тоа се случува. Значи, не чекам они да зачекорат во тоа, па јас тогаш да ги благословам. Јас се гледам Божјата слика. И тој не го бива заслужител со моите физички очи, со сите параметри. Не го бива, бре. Ама Господ покажува слика дека ќе го биде. И сега кого да го слушам? Господ или мојот ум? Оти мојот ум ми вика, не го бива, бре. Не го бива. А Господ ми дава слика, ќе го биде. И во тој момент што правам? Јас, пошто му служам на Бога, не на умот, не сум умослужител, туку богослужител, и соодветно го изрекувам благословот врз човекот, иако тој не го бива за тоа. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што некој од вас си мислите дека немам добра проценка за некои луѓе кои што се поставени во служба. Не зборувам за овие, зборувам и за минатите. Но тоа е Божја волја. Беа поставени не според моја проценка. И јас се чудам, Господе, па ти да не грешно процени, оти овие замина. И после сватив дека Господ му вика, потребен си, еве ќе ти дадам и место да служиш и ќе те издигнам како служител. Ама остани во тоа, биди ми верен. Но луѓето се луѓе, некои остануваат верни, некои тоа го погазуваат покрај сите благослови и тоа е малку. Разбирате? Но ние што го даваме благословот, не сме суди. И не треба да почекаме, па он да го заслужи благословот, па да биде. Океј? Туку действуваме како што Господ кажува. Ние сме тие кои што го учиме и го движиме принципот кој што Господ го објаснува во Марко 11 глава, 23 до 26 стих, вели, ве уверувам дека ако имате вера во Бог и не се сомневате, пазете, вера во Бога, ама без да се сомневате, ќе можете да и кажете на оваа планина да се искорени, да се фрли во морето и тоа ќе се случи.
Ви велам, се што ќе побарате преку молитва ќе добиете ако имате ако имате вера. Кога се молите, вели, простувајте им на оние што се огрешиле против вас. Што да правиме во молитва? Така е. Ајде да пуштиме драј на климите, пошто морам вака со вербално да ми се обратам, оти не забележувате. Значи, кога се молиме, треба да простуваме на оние што не изгрешиле и вели тогаш вашиот небесен татко ќе ви ги прости вашите гревови. Но ако не им простувате на другите, и Бог вам нема да ви прости. Знаете ли зборот злопамтило што значи? Човек кој што го памти лошото. Лошото што му е нанесено на него, го живее уште во себе, бидејќи го памти. И умот тебе ти е блокиран со таа неправда. Сакаш да леташ како птица, ама не можеш, бидејќи тежи тоа. Тоа е грев. Те спушта доле. Спремнени сте да слушате уште? Доаѓаме до важниот момент. Благословот може да се користи за промена како на физичката реалност околу нас, така и за промена на суетните и нефлексибилни размислување на луѓето околу нас. Ова се овозможува кога ќе го разбереме при принципот на примена, што го кажав до сега, она што не е, како да е. Ако овој принцип го научиме, тогаш ќе може преку благослово да се влие како на ситуацијата, околностите во кои што сме, така и на некои тврди, корави мислење на луѓето околу нас. Сега ќе ви го дообјаснам. Овој принцип, она што не е како да е, почнува со духовна перцепција, односно гледање со духовни очи. Да гледаш со духовните очи. Не да гледаш со физичките очи, туку духовни очи. Духовните очи се очите на твоето срце. Затоа друга тема е тоа. Доволно е еден човек да гледа со вера кон тебе дека ќе успееш и ти ќе успееш. Океј? Да гледа со вера значи да гледа духовно, односно со духовни очи. Ако мајката со вера гледа кон својот син, дека тој ќе заврши факултет и ќе стане успешен човек, покрај тоа што не му се учи и книга не фаќа, а при тоа она верува во тоа и го благословува синот во името на Исус, тогаш ќе има Божја интервенција врз синот и во неговата слабост ќе се пројави Божјата сила и тој ќе почне да учи. Амин? Уште еднаш? Амин. Така е. Да повторам ли? Друг пример за тоа е тешкиот карактер на сопругот. За овој пример ме мотивираа неколку сестри на последниот Faith Coaching од 2019, затоа го објаснувам. Тешкиот карактер на сопругот и неговите лоши навики и пороци. Ако жената му ги удира по нос, го критикува или нон-стоп му зборува дека тој е грешен, или дека е разгален, или дека не заслужува, и дека е неодговорен, себичен, егоиста и така натаму и така натаму, на тој начин да знаете дека жената му фрла клетви врз мажот, а мажот уште повеќе ќе биде заглавен во тоа. На овој начин мажот и да има желба да се промени, нема да може да се промени, бидејќи ќе се чувствува немоќен и нема да знае од каде му е таа немоќ. Зошто ќе биде немоќен? Затоа што врз него имаат влијание клетвите на неговата сопруга, на неговата жена. Клетви не се секогаш гаси телефонот веднаш. Благодарам. Клетви не се секогаш зборови со лоши пожелби. Да ти биде ова, да цркнеш едно друго. Змија да те изеде лута. Ги знаете ти? Змија црна да те изеде. Нога да искрашиш.
Мозок немаш, море, И различни други ги знаете сите тие, сте ги слушале. Океј. Значи, клетви не се секогаш зборови со порачката, тоа да те изеде, ова да те уништи и слично. Не е со желбата лошо да му се случи, туку тоа се зборови со песимизам, огорчување, критика, безнадежност, односно зборови кои што се израз на неверие. Дали разбирате? Ова може да се промени ако најпрво жената има отворени духовни очи, тие се отвараат со Словото Божјо. И ако истата жена се потпира на Божјите ветувања кои што ги прокламира, но ги изразува исто така преку благослов врз сопствениот сопруг. Дури и во оној момент кога тој излегува од дома и таа знае дека тој ќе оди да изврши греф или порок. Дали го разбравте ова? И верувам дека ова е бродолом за некои сестри кои што во моментот си викаат како да не, или си викаат леле. Така е. Така да ти си христијанка, вештица. Ако продолжиш така да функционираш. Тие се викаат witchcraft, вештици или христијанки кои што се водени од контролирачки дух, кој што не е светиот дух. И вие мислевте дека сте камба на дома што звони за да биде по исправен пат мажот да фати, а не свативте дека го подбутнавте уште повеќе во бездната, да пропадне и да не може да излезе. Затворете ги очите. Може би не сте жената што го колне мажот. Може би сте сестрата што го кане брата си. Сетете се, побарете, свети душе. Покажи ми од мојите уста кога излегува клетви и проклетства и лоши зборови. Прикажи ми, припомни ми, за да можам да исповедам и да се покајам. Почекајте така. Нека напливот донесе слики. Размислете кога е тоа, како е. За да не заспиеме, веќе знаете дека тоа испливува за неколку секунди, знам дека имате веќе жал, нели? Некој може ќе ви е криво, некој ќе се сетите дури вечер, но не треба тоа да ви стои како отворена рана, туку тоа треба да се признае пред Господ и да се покае. Амин. Може би не сте знаеле, може би сте биле провоцирани од повредени емоции. Од што вложувате толку, а тоа никој не го цени. Може би од тамо било тоа провоцирање да излезе нешто од вашата уста, но верувате, тоа многу е поголемо оружје отколку шамарница. Со тоа не велам не ги колнете мажите, ама тепајте ги. Не викам такви работи. Туку да оперирате духовно на начин кој што е објаснет во Светото писмо. Она што го гледаш дека не е он праведен, не е свртен кон Господ, круте си тера својот филм, гледаш? Тоа што го гледаш, окей. Но ти гледаш во Библијата каков треба да биде. Он не е спасен, не верува, круте, не се откажува. Во името на Исус биди благословен. Со меко срце, радост во душата, Господа те води, ти си човек кој што ќе му служи на Господ, во името на Исус, Божи благослов врз тебе. И он ќе ти рече, ајде, доста жена. Баш тогаш кога од срце кажуваш, ќе ти рече, ајде, доста со тоа приказките. За да добиеш одбивност, да не го правиш тоа. Ама ти си човек на вера. И ти го правиш тоа. Го правиш тоа и не се откажуваш. И сликата, дека доаѓа овде,
и дека ќе седи до тебе на столчето сега, треба да ја имаш. Го гледаш тоа. Го веруваш тоа. Го благословуваш мажот во името на Исус. И ќе се тргнат сите бариери. Коравите мислења во личноста ќе се срушат, затоа што ние ги рушиме сите бунтовнички мисли кои што се противат против познанието на Христос во името на Јешува, во името на Исус. Благословот носи Божја интервенција и прави големи промени, но треба истиот да е проследен со вера од лицето кое што го изустува. Значи верата е клучна. Зборам сега мажот, жената или жената мажот, ама зборев и за мајката, синот. Друг пример. Шефот на работа. Завидливата колешка што ти копа гроб. Те мести за да те избркаат. Што треба да ја направиш? Да ја начекаш, косите да ги искубеш. Тоа ли треба, драги мои? Да не биде. Се смеете, знаете зашто? Затоа што такви филмчиња ви се мотаат во главата, кога ќе ја видиш ти си да ја заплескаш. Ама, ние треба други филмчиња да гледаме. Духовни филмчиња. Знаеш каква е, знаеш што ти размислуваш, што ти спрема и се, ама ти не нека се правиш на Тошо. Ти се правиш на Христос во тој момент. Бидејќи му припаѓаш на Христос, како Христос би постапил? Како тој би реагирал? Во Библијата тој не учи победи го злото со добро. Значи ќе ја посветиш внимание, ќе ја свариш кафе, ќе ја викнеш да излезете, ама ако и тоа ете не бива, никогаш немојте да се откажете да ја благословувате таа колешка. Благословувајте ги оние што ве колнат и што ве мраза, така е. Дали сакате да читаме примери за библиски благослови? Се разбира дека да. Ама убаво е кога ќе слушнам дека имате жет за тоа. Битие 1 глава, од 27 до 28 стих, вели Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско и Бог ги благослови и им рече Бог: плодете се и множете се и наполнете ја земјата и подчинете ја. Владете над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. Прекрасен благослов. Некои луѓе им стојат на овие благослови така. Не сега. Сега се земавме, не, рано е, млади сме, да поживееме. Маш ми да се вработи, после деца вака да се множим. Едно две може, ама не фазла, не. Не бре, тешко се организираме, немаме време. И така, некои луѓе толку се суетни, што не гледаат подалеку од својот нос и од својата суета, и на Господ му кажуваат да или не, а Господ пак нема да те примора да правиш едно или друго. Он ти ја почитува твојата волја, пак те сака, ама веројатно ти се чуди. И затоа, за да не се случува тоа, да бидеме стварно спремни да ги примаме Божите благослови, кои што верувате, ние сме најголем фактор и граница тие или ограничени за да не можеме да ги примеме тие благослови. Не е до Господ. До нас е. Тие благослови што Господ сака да ги даде, еве да речеме здравје или исцелување. Сака еве да ве крене од грипот да ве исцели или од некоја психичка болест. И да сака, не му давате простор. Зошто? Затоа што по цел ден верглате зборувате. Вака ми е, така ми е, тешко ми е, ме боли, стравот ме гони, ова ми е, она. И вие веќе направивте Бог со тие зборови. Од вашата диагноза, од вашиот проблем, од вашата грижа, од вашиот грип. И Божиот благослов за исцелување просто стои на врата. Не може да влезе во вас како куќа. Дали разбирате? Ако имате свесно за тоа што зборувате, ќе сте свесни дека со зборовите ја заклучувате вратата Исус да не влезе,
но исто така и со вашите зборови да ја отклучите вратата и Исус да влезе во вас, во вашата куќа и да донесе Божие мир и Божи благослови. Амин. Втор тип, еве како пример, благослов врз Авраам, во Битие 12 глава 2 и 3 стих, вели: ќе направам голем народ од тебе. Ке те благословам, ке го прославам Твоето име и самиот ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословам оние кои ќе те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои ќе те проколнуваат. И во тебе ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Господ му рече на Авраама: и излези од својата земја, од родното место и од ковиот дом, и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Авраам имаше, имотни беа. Има. И од имањето, од татковиот дом, Господ му вика: излези, напушти палатата тамуто и тргни во пустината, кон ветената земја, ја што ќе ти ја кажам. Треба да знаете дека Авраам и женичката Сара, неговата, стана номади, односно низ пустината беа и цел живот поминуваа низ пустината, одејќи кон ветената земја. И ги доживеа сите тие благослови кои што Господ му ги даде, ама тој, Авраам, пристапи со вера кон него, кон Бога. Не викаше вака: Господе, важи, ќе направиме сделка, ама јас прво вака да земам ова, да земам она. Немаше такво нешто. Ако имаш вера во Бога, послушноста е апсолутна, неусловена и не можеме да ставаме услови кон Господа, така ли е? Од овие стихови, од примерот кој што гледаме како Бог го благослови Авраам, можеме да истакнеме дека има активен принцип кој согледуваме на следниот начин. Доколку ние благословуваме, и ние сме благословени. Доколку ние колнеме, и ние сме проколнати. Пак ќе повторам, вие велите дека не колнете. Но зборовите кои што не се за изградување и охрабрување се зборови на песимизам, на недостаток на вера, зборови на критика, на незадоволство, тие се исто така клетви. Така да овде вели: ако благословуваш, ако сееш благослов, тоа ќе пожнееш. Ако сееш клетви, колнеш, ќе биде проколнато. Авраамовиот благослов е и врз нас, затоа што ние сме во Христос. И преку Христос тој благослов доаѓа и врз нас. Кога зборуваме за благословувањето, ќе прочитаме во Откровение 5 глава 11 до 13 стих. Многу клучни нешта се тука. Гледате го овие стихови, гледате ги визуелно, духовно. И видов и чув глас на многу ангели околу престолот и живите суштества и старешините, и нивниот број беше бесконечно голем, со илјади илјадници кои зборуваа со силен глас. Достојно е јагнето кое е заклано да прими сила и богатство, и премудрост и моќ, и чест и слава и благослов. И го чув секое создание кое е на небото и на земјата и под земјата и во морето и се што е во нив да зборуваат: на оној кој седи на престолот и на јагнето, благослов и чест и слава и власт во сите векови. Амин. Значи се го благословува Господ. Амин. Благослови кои може да се изречат. Какви благослови можеме да изречеме и во која ситуација? Благослов може да се даде или да се изрече врз национални лидери, затоа што праведноста ја издига нацијата. Јас ќе ви прочитам во Изреки 14 глава 34 стих, вели: правдата го возвишува народот, а гревот е срам на народите. Ние кои што сме оправдани преку Христовата крв и праведност, ние треба да се молиме кон Господа, да го прославуваме и да сме благодарни
да сме благодарни за се што имаме, така ли е? Но исто така да ја издигнуваме праведноста, нашето срце, да е отворено да ги увиди Божите цели и да ги ослободи кон нацијата. Во Ефесјани 1 глава 17-18 стих верита Бог на нашиот Господ Исус Христос, таткото на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение во вистинското познавање на Него и да ги избистри очите на вашето срце, за да знаете каква е надежта на Неговото повикување, колкаво е богатството на Неговото славно наследство и во светите. Амин. Ние, ако нон-стоп критикуваме, без разлика која партија е на власт, а ние всушност влегуваме во проклетство. Си ја колнеме земјата, си ја колнеме народот, си ја сечеме гранката на која што седиме. Целиот народ има одговорност за тоа кого бира кога доаѓа моментот да застане некој на власт. Каков е народот, таква е власта. Така пишува и во Словото дека Господ на народот му го дава тоа што го заслужува, а на неколку години или период Господ праќа негов човек за да го поведе народот кон светлината, правдата и богобојазноста. За жал, во Македонија не траат очигледно Божии слуги како Борис Трајковски, но од кога ќе ги снема, после се гледа нивната вредност и колку многу правеле за самиот народ. И кога се молиме во период кога е време техничка влада, кога не се знае кој ќе биде пред гласање, се молиме Господ да издигне негови луѓе кои што ќе бидат водачи на народот, да го водат по правиот пат. Потоа, кој да биде изгласан, не е да викаме туве овие или нема такво нешто. Кој да биде на власт, ти, кој што си жител на небото, треба да се однесуваш како таков и да изразиш благослов во името на Исус врз тие што се избрани да бидат во владење. Дали се разбираме? Вака стои во Светото писмо. Дали ви се допаѓа или не, ваше? Како можеме и каде на друго место можеме да изречеме благослов? Врз кого? Благослов врз мојот брак. Запишете го тоа со дебели букви. Зошто? Затоа што ако постојано се жалиш дека твојот брак е промашен случај, и полошо ќе ти биде. Но ако изразуваш благослов, тогаш ќе процветаат многу работи. Божиот благослов врз твојот брак е можност Бог да интервенира и кај тебе, и кај твојот сопружник. И соодветно двајцата да можете да ги дочекате Божите можности за целосна ваша реализација и како родители, и како дедо и баба, и на различен начин, или? Но, како што на цвеќето му е потребно водичка и сонце, и саксиичка да му се променува кога ќе се прошири, така на бракот му е потребна љубов. Затоа што се после се темели на вредностите кои што се, нели, децата, семејни вредности, да биде вака, да биде во целости, може би некогаш љубовта гасне. Но, ако бракот го гледаме како цвеќенце и му ставаме од Божјата љубов, тоа ќе процвета и никогаш нема да овене, односно дури и меѓу вас љубовта да оладила, кога ќе налеете од Божјата љубов, се ќе се воскресне во живот и во хармонија. Амин. Трета точка, запишете си, благослов врз децата. Господ не повика да го воспоставиме Царството Божјо на земјата
И ние сме дете на некого преку крв, но ние сме и новородени по милост Божја и сме деца на Бога. Амин. Соодветно, ако сте татко или родител или дедо, вие треба да знаете да ги благословувате внуците, децата, синовите, керките. Пак ќе кажам, клетва не е да му порачаш лошо на некого, затоа што на тој начин ти никогаш нема да сватиш дека си кажал клетва врз твоето најмило. Но самата реченица од тебе свирче не бива, глупак ни еден, прост исти како мајка ти, е клетва. Ме разбирате? Така да и да не го бива, ти се однесуваш како да го бива и го благословуваш на таков начин твоето дете. И Бог ќе направи да го биде. Дали го разбравте ова? Клучно е. Треба да научите да не си верувате на вашите физички очи, би рекол. Не значи да ја негирате реалноста, но таа реалност да знаете дека може да се променува преку Божјо интервенирање, кое што се случува кога пристапуваме на Бога со вера и тоа го изустуваме во името на Исус. Амин. Ако сте служител, односно пастор или некоја друга служба, имате и духовни деца. И ако пастор каже, овој град е тежок град за освојување души за Христос, самиот пастор фрла клетва врз градот и навистина луѓето ќе имаат блокирани срца за да ја слушнат радосната вест. Ако истиот тој пастор го благословува градот, тогаш и неговата мисија ќе продре, ќе биде пробивна во тој град. Ако истиот тој пастор ги гледа верниците кои што се уште се занимаваат со светски работи и се разочара од тоа и се повлече од служба или вика врз нив одвратни, непослушни и слично, а они го навеле на тоа, и на него лошо, и на нив двојно полошо. И затоа во Библијата има поука да не се служи со воздишки и да не правиме служителите со воздишки, со стенкање да служат. Дали се разбираме? Туку да помагаме во тоа и да сакаме да бидат во улога на духовни водачи кои што не исправаат по Божиот пат да се движиме. Затоа е важно и како духовни лидери да сте свесни дека треба да се благословува. Тоа не значи да не се каже забелешка, но да се благословува и лицето кое што го прима тој благослов да го има срцето спремно за корекција, затоа што не може да врши грев и да очекува пасторот да му дае благослов. Дали разбирате? Како што имаш еден случај, благослови ме, не бидна со таа ништо, се додворував, ама со оваа ќе биде. Викам, сигурен ли си? Благослови ме, ќе видиш. Јас викам, окей, ова е тест на вера. Значи, сега јас ли се тестирам, он ли се тестира? Викам, леле Господи, дај ми очи да видам, оти срцево не ми гледат во моментот. И ќе кажам, ама тоа е по захтев на човекот. Ама е друго кога е по иницијатива и водство од Бога. И кога ми оставате простор. Пасторе, шо мислиш за тоа и тоа? И тогаш ми се остава простор да јас кажам, Господе, што е по Твоја волја најдобро за тој човек? Да патува ли Германија, да не патува ли? Со таа ли да оди девојката, ќе биде ли? Или нема? Не барем некоја насока. И така имам простор и јас да имам водство, за соводство од Бога,
да дадам благослов како духовен татко на оние кои што се души во Христос. Амин. Добро. Придобивки од практиката на благословот. Кога благословуваш, ти се движиш од обезхрабреност во вера, од осуда во љубов, од изрекување на смрт во изрекување на живот. Придобиваш надеж за еднината. Амин. Едниот стих во Изреки 17 глава 22 стих вели: веселото срце е одличен лек, а не веселиот дух ги суши коските. А во Осија 8 глава 7 стих вели: посејаја ветер и ќе пожнеат бура. Житото не ќе им изрте, не ќе даде брашно, и ако даде, ќе го изедат туѓинци. И во Второ Законие 28 глава, можете цело да си ја прочитате дома од 1 до 63 стих, пишува: кога послушаш гласот на твојот Господ, ова и ова и ова. Скоро го објавив на Facebook, ама подолу пишува: ако не го послушаш, следува тоа. Така да контрастот е присутен, што се случува под благослов, а што се случува под проклетство. Што е потребно за практикување на благословот од страна на христијаните? Како што кажав, верата е потребна, бидејќи верата овозможува да сме во согласност со Божјата перспектива. Затоа е потребно да гледаме преку очите на Бога, односно со духовните очи кон некоја личност, некого, да гледаме на тој начин и кон неговите потенцијали, и тогаш ќе ни биде полесно да го благословиме човекот. Значи, верата е клучна за да се ослободи сила за благослов. Сега ќе ви го кажам и ова, запишете. Благословот е покорност, форма на покорност кон Бога. Замислете, форма на покорност кон Бога. На каков начин? На тој начин што наместо нашето мислење за некого или нашата импресија за некого, ние избираме да го благословиме човекот како што Бог гледа на него. Односно, на тој начин признаваме дека Бог е поголем од нашето мислење. Така ли е? И уште еден облик на клетва ќе ви објаснам. Значи, некој те нервира, уцрквава. И така, избегнуваш поглед, го гледаш, не го гледаш, се движиш настрана. Так. Кога ќе каже пасторот, благословувајте се еден кон друг, а не баш тогаш ти доаѓа од овде, ти се вртиш. Да се односно се благословуваш само со тој што ти чини, не е добро. Затоа што ако така правите, имате предрасуди во вашето срце, нема љубов доволно. Тоа значи дека и Бог не е во вас. Не мора да седнеш да вечераш и докторат да спремаш и куќа да градиш со тој човек што не ти е на исто мислење. Ама треба да имаш љубов од Бога за секого. Ова значи, ако се задржува Божјата намера, пример, Господ има намера да го благослови некој човек кој што е блиску до тебе, а ти не го кажуваш тоа бидејќи имаш лични ситуации, тоа значи дека е клетва. Ова е многу важно да го разберете. Ако го задржиме благословот или љубовта кон тие луѓе, тоа на нас негативно ќе ни се одрази. Тоа кон нас ќе биде негативно, односно сами ќе си направиме блокада и ќе се соочиме со својот срам. Исто така ова е важно и за во бракот. Кога мажот ќе го задржи благословот кон неговата сопруга, неговите молитви ќе бидат саботирани. Пример, ја гледа жена ти дека се труди, дека се прави за да биде се добро и наместо да ти е мерак да ја благословиш и да кажеш фала ти Боже што ова и го даваш, и ти го дава Господ на срце ти текно, ама си викаш не, ќе летне облаци, ќе се кренат акциите, не, чути, не крмба бе, не крм.
Ако така пристапуваш, после и твоите молитви нема да бидат сослушани. А дури и да е слаба и да е тешка во организација, вие двајцата тука, пошто сте женети, вака ве фатив. Дури и нешто да не е како што сте замислиле, изречете благослов во името на Исус. И она што не било, да биде во име на Исус. И ќе биде и жената твоја, тоа ќе го оствари. Преку нејзе ќе се оствари. Господ ќе работи. Сега свативте ли? Ова е важно да го сватите. Затоа што некогаш те нервира, дали е мажо, дали е жена. Те нервира, муабет не ти се прави. Ти си да само чинијата да ја здробиш. Дън! Таверна. Ама не бива така. Затоа што сервис се купува. Ама зборовите што се кажуваат, болат. 1 Петрово 3 глава 7 стих. Така и вие, мажите, живеете благоразумно со жените како со послаб сад, искажувајќи им почитување како на сонаследнички на благодата на животот, за да бидат вашите молитви без пречка. Амин? Не кажувате амин? Добро. Лука 6 глава 28 стих вели: благословувајте ги оние кои ве колнат. Молете се за оние кои ве навредуваат. Ова во практиката го имам применувано. И баш повише добивам духовна сила. И јас немам проблем после да го кажам тоа што го правеле другите кон мене, против мене и слично, затоа што не сум го примил длабоко, а не го примам длабоко, затоа што не може да ме допре. А зашто не може да ме допре? Затоа што посилен е тој во мене, отколку оној во светот. А како тоа јас го живеам? На тој начин што наместо да се фокусирам на навредите на интернет, во веб портали, дрн, јас само ќе погледнам, ќе кажам: прости им, татко, не знаат што прават, ќе ги благословам да го спознаат Бога во име на Исус и ќе си се свртам и ќе почнам да го славам Господ. Така да тоа се вика на наш народен јазик: кучињата лаат, караванот си врви. Така е. Амин. Така е. И запишете Јаков 3 глава 10 стих, многу силен и поучен. Од истата уста излегува благослов и проклетство, тоа не сме, браќа мои, да биде така. Амин. Сега, дали разбравте за благословот? Дали разбравте за клетвата? На начин кој што сега практично свативте што е и клетвата, така? Океј. Во наредниот период сакам да ви кажам дека ќе бидат поврзани овие теми со благословот, затоа што ќе посветиме на тоа како да се практикува благословот и во различни ситуации. Ќе го разработуваме библиски на секоја богослужба, така да ова е првото делче, кое што верувам дека тековно ќе се надоградува и ќе ви дава не само знаење, туку и охрабрување како да действувате со тој благослов и да гледате на вистина како Бог врши чуда. Врши чуда и преку вас и преку тие Божји зборови кои што излегуваат од вашата уста со водство на Светиот Дух и во името на Исуса Христа. Амин.